Ново издадена спортска мрежа во која што разговараме со Марино Марковски пред почетокот новој прв и официјален ден од второто меѓународно издание на Next Level турнирот. Најпрво благодарам сето што можеме во отвореност да речеме да разговараме за турнирот. Веќе гледаме дека се играат првите надпревари од сите 6 генерации. Како вие сте задоволни од почетокот на самиот турнир и од одзивот на екипите? Прво сакам да го најавам турнирот. Започна све во најдобар ред. Во 9:00 часот започна надпреварите на 6 различни терени. Све за сега се одвива по распоредот и се надевам дека и така ќе продолжи без каснење. Тоа е најбитно, децата да се забавуваат. Во прилог на тоа за најавувањето на турнирот, во однос на екипите, годинава имаме 20 екипи пријавени. Во сите 6 категории има околу 70 екипи, тоа значи на околу 700-800 дечиња. Овие 3 дена ќе се забавуваат и ќе играат фудбал на спортско-рекреативниот центар Билјанин извори. Што на што можеме да очекуваме до крајот на овој ден, меѓутоа и до крајот на самиот турнир? Видовме дека на почетокот падна еден еврогол баш од вашата екипа од генерација 2011 ми се чини. Како вие сте задоволни бидејќи ја предводите таа генерација? Вака, значи како јас предводник на 2011 генерација во мојот клуб сум задоволен од првиот резултат, меѓутоа се уште се игра групна фаза, треба да ги играме сите надпревари, одат само 2 екипи и треба да се фокусираме на наредните надпревари. Супер, благодарам, ова беше кратко се. Ете, во оваа прилика би ја повикали публиката, Охридската, Струга, оние поблиските крајеви да дојдат нормално сите родители. Во моментов родители од дечињата кои играат од регионот, од Србија, од Македонија, од Скопје, од сегде се дојдени ги гледаат нивните дечиња и уживаат на спортско-рекреативниот центар и Господ ни даде убаво време, да го искористиме ова време да уживаме сите заедно. Супер, благодарам многу во овој дел. Мислам дека до крајот ќе имаме доста разговори. Поштовани гледачи, ова беше кратко од Билјанин извори, прв ден од второто меѓународно издание на Next Level турнирот. Двојка. Заници. Siamo come?
Почитувани гледачи на спортска мрежа, се вклучуваме овде од Охрид, од спортскиот рекреативен центар Вилејан Извор и втор ден од овој меѓународен турнир Next Level кој што се одржува, како што кажем, овде во Охрид. Разговараме со Николче Стојковски, еден од организаторите на овој турнир, но и тренер во фудбалската школа Next Level. Вчера поминал прв надпреварувачки ден или втор ден од како нели се отвори самиот турнир. Најпрво како поминавте во оној прв ден, ајде да речем забавен дел каде што имаат децата прилика да крстарат по Охридското езеро, како поминавте тука забавата како помина и пред се вчера кога почна и првите надпревар од групната фаза, а кој што ќе се комплетира денес надпревар од групната фаза и кои се вашите импресии и од самата организација, но и од првите надпревари од генерацијата која што вие предводите? Добро утро, Првин. Александар, благодарам што си тука дел од нас и имаме голема поддршка од тебе во комплет организација на овој втор меѓународен турнир што се одржува оваа година. Голема благодарност до сите тренери, дечина, исто така и нивните родители кои што се на фер, коректно однесување придонесоа вчерашниот ден да помине во најдобар можен ред и да немат никакви проблеми, да се завршат првите надпревари од групите, каде што продолжуваме денеска со останатите надпревари во групи и све течеше баш буквално по сатница како што беше распределено до крај, испадна све во најдобар ред и благодарност огромна уште еднаш до сите учесници на овој меѓународен турнир Next Level. Првиот ден ние организиравме едно крстарење по нашето прекрасно Охридско езеро, каде што голем број од дечината за прв пат можеби се возеа со брод низ водите на Охридското езеро и беа импресионирани. Му ги покажавме убавините на нашиот град, така да се запознаја со некои работи кои што досега можеби ги слушнале, но и меѓутоа сега има можности да ги видат. Прекрасна дружба, прекрасна прошетка која што заврши во вечерните часови и дечината се упатија кон хотелите кои што беа сместени на вечера. Другиот ден сабајлето во 9 часот започнавме со надпреварите, како што кажавме све течеше во најдобар ред и денеска продолжуваме со останатите надпревари во групите. Очекуваме и денес, значи најфер, коректно однесување на родителите, тренерите и дечината и да заврши све како што беше и во прошлиот ден. До 2 часот, 14 часот ќе завршат групите и во 16 часот започнуваме со оние четвртфинални надпревари каде што имаме по генерации во групи. Очекуваме исто голема борба, неизвестност. Имаме доста добри екипи, така да ќе биде секој ден се подобро и подобро и ќе бидат понеизвестни надпреварите до крај на нашиот финален ден и турнирот до крај. Што се однесува до нашата школа FC Next Level, ние учествуваме со сите генерации од 2011 до 2016 генерација. Во некои имаме и две екипи, во некоја генерација кај што имаме повеќе деца, така да сите добија можност за настап на овие надпревари. Во некои генерации веќе сме пласирани во четвртфинале, во некои денеска треба да доиграме па да знаеме дали ќе се пласираме понатака. Меѓутоа, најважно од све ни е дружењето, колективната игра, дружење на родителите на трибини, запознавање, нови другарства кои што понатака во животот на било кој начин можеби ќе може да си помогнат во некоја соработка. Значи денес се комплетира таа групна фаза во 14:00, 16:00 почнуваат четвртфиналните надпревари. Утре ни остануваат само полуфинални и финални надпревари, со што нели ќе ги прогласиме најдобрите, прво, второ, трето место, дали ќе има избор нели на најдобар голман, најдобар играч, како е тука предвидено на тој дел? Точно така, значи со денешниот ден завршуваме со четвртфинални надпревари. Утре од 9 часот се закажани полуфиналните надпревари, па пота за трето место на преварите и на крај шлагот. Значи играме финалните надпревари. Има медали за првите 3 најдобри учесници на турнирот, како и пехари, а исто така има и
пехарчина за најдобар голман и за најдобар играч во финалните утакмици. Така да му посакуваме на сите уште еднаш голем успех и на победниците нормално да му се честита и заслужено да се наградат со аплауз од присутните на финалниот ден. А очекуваме уште поголема поддршка од родителите, така да утрешниот ден нека биде празник за нашиот град, пошто се работи за меѓународен турнир со многу учесници и да биде све во најдобар можен ред да заврши. Супер, благодарам за овој прв дел од разговорот за денес. Почитувани гледачи, ова беше разговорот со Николче од самата фудбалска школа, меѓутоа и еден од организаторите на турнирот. Веќе во позадина може да видите дека се играат овие први надпревер за денес од групната фаза. Понатаму ќе се вклучуваме, ќе има изјави, така да останете со нас во текот на цели ден да ја доловиме ова атмосфера од второто меѓународно издание на Next Level турнирот. Напред нека и во офсайд. Нема офсайд. Јасно е? Дамјан десно напред. Лево Кико Останвик, назад тројка, десно. Искрено наше прво учество воопшто на турнир до сега од кога ни основана школата. Лани го основавме школата, наше прво учество на, да речем, на меѓународен турнир, во кој што како за прв ден сме презадоволни од организации, од услови за надпревари и нормално и од екипите учеснички. Се надевам дека ќе биде се во најдобар ред до крајот, прво децата да бидат здрави, живи, среќни. Овие турнири највеќе се за нив, искуство плюс големо за нив, во кое што нели нормално имаме една цел сите ние што сме тука, колку што е можно повеќе да создадеме квалитетни генерации и квалитетни играчи. Како прв турнир со оваа генерација 2016, прв ги носиме набор од Штип. Сега за сега се е добро. И организација, и хотел, се е највисоко ниво. Првите две утакмици супер. Турнирче убаво организирано. Next Level, се е под контрола. Децата како прво гледа да си бидат секни, сите да се изиграт, затоа сега го ставаме на втор план. Да се дружат, да си имат добри мемории. Силно! Да! 3, 4, Сасака! 3, 4, Македонија! Океј, браво, Оливе, браво! Студија море! Да, толку е готово, треба да стигнеш. Не продолжи на миро. Браво! Били 12, така? Били 12. Ајде! Така треба. Браво, ајде, тројка долу, Марче, Дамјан, Илче, Косако! на најако. 3, 4. Идемо, дечки, Така почне, после не ги ја буде така. Сите, ај! Сите! Ај! Чекај, ај! Ја ќе викнам, па вие. 3, 4, Сасака! 3, 4, Македонија!
Во моментот се играат четвртфиналите на надпребери од генерација 2012, 13, 14 и генерација 2015 овде на спортскиот рекреативен центар Билеен Извори во Охрид во рамки на второто меѓународно издание од Next Level турнирот. Ali, nema potreba da si pametno, da kada je domaćin, da hodi dobro. Samo bez stres. Dolje se pozdravljaju, brzo smo očija. Bravo, dečija, čestitki. Dolje vam, Ali, dajete vam. Znači imamo 3, 1. S tim što ova dvojka sa strane reda i slave mogu slobodno izaći gdje to treba, je li jasno? Dogovoreno? Šta je vidjeti?
Znači imamo dva igrača sa strane, znači imate tu desno je Luka Gavrić, desno ispred je gore Reja, levo imamo Đurića, imamo Slavena. Maglovski je tu u sredini, vas dvojica, ko je gore, levo Slaven i levo Relja, pomažete tu Maglovskom u sredini. Kad god možete da se pridodate, vi se gore pridodate, u redu? To je dogovoreno. Skok! Petar! Dobro, ajmo dalje! Ajmo igramo, bre, slobodno, čaši se ukrali, bre, ajde! Skok! Dobro! Ajde, evo Mihajl! Ajde be! Damjan! Petar! Ajde! Što se previjaš? Jesi preko njega. On je preko njega, ali se pao, to nije pitno, to mi je bilo. Ajmo igramo ljudi, igramo futbol. Sve je u redu. Izađi u blok! Dobro, sve dobro! Ej! Jeliću bre! Pa evo ti igraš i gledam! Igraj! Ajmo brže! Da se brani na tonu. Pas! Sredina Đuriću! Slobodno! Преува утакмица, пробавме. 13 минути се браневме топ. Не можевме поинаку со овие. Само сакам маце појке желба да имаат во кривниви играчи, да пробаат еден на еден, тука да го направиме више. Петар одлично сите, одлично обечува вас 12-та сега имате, али Петар на гол топ. Мартин 10-ка имаш, со Иван, средина борба. Значи, сакате да ја зете топкава. Странични играчи, Кико, имај појке самодоверба, знам дека можеш.
Можеш еден на еден, све можеш. И шут можеш и све. Ајде, спремајте се психички за бидите позитивни. Позитивни бидите. Значи тие имаш една утакмица. Реално подобри беа, му пуштивме рака, тоа е во спортот. Ајде да викнеме еднаш. Кој ќе вика? Ајде. Ајде да викнеме и одмарајте, пите вода. Ајде, 3-4. Next level! Next level! Next level! Ако победите финале во 12 играте, таман ќе имате време да можете. Ајде. Оди! Скини! Абе, појавиш лопките. Па земај топка, бе. Абе, па земај тука топка, бе, кој кај си бегаш. Па само се врне во пес. До 10 метри подалек. И таа топка пушти ја излези во гол аут е таа, бе. Гол аут е таа топка. Тренинг играчи вашите. Немој да се собереш да слободен. Излези горе на едно.
Пред се сакам да се заблагодарам за пријавата за поканата за овој турнир. Искрено презадоволни сме и од организација и од атмосфера. Сите дечиња се задоволни. Јас како тренер лично сум задоволен како изигра мојата екипа. Денеска играме финале. Се надеваме на победа, на успех. Прилично добро изигравме во групната фаза. Дојдовме со две екипи. Едната екипа се пласира во финалето, другата екипа испадна во групите, меѓутоа задоволни сме од играта како одиграа нашите дечиња. Само пофални зборови за турнирот. Сакам да се заблагодарам и на сите тренери, на тренери, на судии, на организатори. Oh my god! Na pozadini, turkaj go sa telo, turkaj go sa gradi. Ne sme izdati te boki, bravo! Bravo! Гости сме овде кај Next Level, прекрасна организација. Оваа година за прв пат сме на овој турнир, втора година се одржува. Децата се престрекни, организацијата е на високо ниво, благодарност од домаќините и за пречекот и за целите овие 3 дена поминати овде во Охрид. Децата 2014 година уживаа во надпреварите, наискрено, изниц групите и исто така и 2016 и 2015. На крај се здобија со награди, со прво и трето место. Така да, ние ги ставаме тие работи во втор план, како голем клуб Брегалница, бренд, одиме децата да бидат срекни, да бидат едукативни, преку фудбалот да се развиваат, преку ова што го учиме овде да се социализираат и пред се да станат добри личности. Тоа е нашата цел, а фудбалот го ставаме во втор план, така да тоа само по себе дисциплината и карактерот си доаѓа поред. Тоа е сега за сега. Уживаме, сега чекаме наградите да се доделат и благодарност уште еднаш до домаќинот за прекрасниот пречек, исто и за сите тимови кои играа фер и коректно на овој турнир. Прекрасно е чувството да се биде во Охрид овие 3 дена. Ви благодарам.
Организацијата беше одлична, задоволни сме пречекот. Ние овде бевме со 3 генерации, 2015, 16 и 14. Со 2 генерации успеавме да земеме трофеи и медали и се беше во ред. Задоволен сум што го земавме прво место и од играта бев задоволен, од игрите се игравме добро. Задоволен сум од турнирот што беше организаторите добри. Се заблагодарам на сите екипи кои присуствуваа на овој турнир. Се надевам дека добро си помина и до година дека пак ќе се видиме. Прво, сакам да се заблагодарам на Општина Охрид како главен промотор и поддржувач на спортот во Охрид и ќе го замолам заменик градоначалникот на Општина Охрид, господинот Перчо Божиновски, да се обрати на публиката. Почитувани поддржувачи на најмладите фудбалери, поддржувачи на спортот, и без оние луѓе кои што навистина овие млади деца не може да постигнат ништо во животот. Честа и одговорноста е голема, а уште поголема врската кога ќе треба да ги поддржуваме овие спортски настани, а всушност со таа поддршка како Општина Охрид и како локална самоуправа вложуваме во нашата иднина, вложуваме во онај надпреварувачки дух, во она социализација, во она тимска работа, тимски дух, кој што треба да им го вградиме на младите генерации. Честитки до организаторите, честитки до вас сите кои што секогаш сте заедно со овие млади, талентирани спортски фудбалери, кои што ќе бидат иднината не само на Охрид, туку и на цела Македонија, се надеваме и поширок. Честитки до организаторите и се најдобро. Многу спонзори, како главен спонзор ни беше Хотел Тино. Господинот Тино денеска не можеше да присуствува за делување награди. Сакам јавно да се заблагодарам, другите спонзори се тука и полека ќе започнеме со доделување награди. Ќе започнеме од најмладите категории за генерација 2016. Сега ќе ве молам господинот Перчо Божиновски да ги додели наградите за пехарите за генерација 2016. Веќињата од само од 2016 генерација, првите 3 места да слезат долу на терен. Генерација 2016. Третото место го освои ФК Брегалница од Штип. Пази на кабелот. Ево, види звонка само ќе треба да ударе. Един някой филче.
Vidite, kapitenot. Како второ место на овој втор меѓународен турнир во генерација 2011 голем аплауз за екипата на ФК Кичево. И освоено прво место во генерација 2011 на овој втор меѓународен турнир Next Level за екипата на Ѓорче Петров од Скопје. И ще ќе ве молам за внимание за најдобар играч во генерација 2011 е прогласен Борис Матевски од ФК Кичево. И за најдобар голман прогласен голманот на Македонија Ѓорче Петров Микаел Ивановски.
победителите од нашата школа. Петар Бирачка. Генерација 2016. Второ место, ФК Еврофутбол од Охрид. Čestitki za Еврофутбол. Prvo mesto, ФК Ултрас од Струга. Сега одиме со прогласување за најдобар играч и најдобар голман за генерација 2016. За најдобар играч на Next Level Tournament 2024 е прогласен Александар Филиповски од ФК Еврофутбол Охрид. За најдобар голман на Next Level Tournament 2024-2016 генерација прогласен е Дамјан Маклиовски. Исто така, наградите за генерација 2015 ќе ги доделува заменик градоначалникот господин Перчо Божиновски. Трето место, ФК Атлетико од Битола.
Prvo mesto, generacija 2015, OFK Slavija Novi Sad. Najdobar igrač za generacija 2015. Za najdobar igrač proglasen Emilić Aleksa. Go generacija 2015. Za najdobar golman Filip Veljanovski. Peto mesto, FK Prespa Odresen. Generacija na Next Level Tournament 2024. OFK, vtoro mesto, OFK Slavija Novi Sad. Generacija 2014. Prvo mesto go osvoji FK Bregalnica Oštip.
Nikola Lasko, pothvata Bregalnica. Za najdobar golman proglasen Lazar Kureš od OFK Slavija. Ovdje su proglasovanja za generacija 2013. Tretото mesto osvoji SSK od Skopje. Generacija 2013, второто место го освои ОФК Славија Нови Сад, Србија. Generacija 2013, prvo mesto go osvoji FK Next Level Ohrid. Uživаме се најавување на најдобар играч и голман во генерација. За најдобар играч прогласен е Милош Крстич од ОФК Славија. Кој е Милош Крстич?
Evo ga, čekamo da dođe. Za najdobar golman во generacija 2013 proglasen Dominik od Next Level. Во generacija 2012 трето место ОФК Славија Нови Сад од Србија. Батуле! Браво, момци! Ајмо една слика овде. Второто место во генерација 2012. ФК Next Level Охрид. Generacija 2012. Generacija 2012. Prvo mesto го освои ФК Young Team од Струга. Најдобар играч за генерација 2012 прогласен е Леард Весели од Young Team.
Во ова генерација исто така имам уште една најдобар играч прогласено Петар Ристевски. Ќе ве молам за внимание, уште остана генерација 2011, најстарата возрастна генерација и еден голем аплауз за сите, прво сакам да слушам. Честитки и од моја страна за сите учесници во овој турнир и за сите родители и најбитно за најмалите, за дечината. Ке го замолам господинот Джанко Симоновски, наш голем пријател и еден од спонзорите, да ги додели медалите и пекарите на оваа генерација. Почитувани гледачи, ново издание на спортска мрежа. Овој пат разговараме со Марино Марковски по повод завршувањето на второто меѓународно издание на Next Level турнирот овде во Охрид. 4 дена од кои 3 од преварувачки. Заврши второто издание. Како ете од организацијски план вие сте задоволни од тоа како помине, бидејќи сте нели еден од организаторите на самиот овој Next Level турнир, како поминавте, како сте задоволни од самата организација, од уздивот на екипите и од тоа како помина надпреварите? Па вака, прво сакам да кажам дека официјално заврши турнирот пред околу 1 час со доделување, со манифестација на доделување на пехари и медали. Оваа година, за разлика од лани организацијски, се надевам на многу повисоко ниво и тоа беше и целта. Од одзивот на екипи сум задоволен дека не сум, меѓутоа може и повеќе. Целта ни е што повеќе да привлечеме странски екипи од соседните држави, па дај Боже и нешто подалеку. Сепак ово беше второ меѓународно издание, Next Level турнирот е млад турнир, ако може да кажеме. Што оно што може да очекуваме во иднина? Next Level турнир, трето издание, кое што претпоставам ќе биде веќе следната година. Нормално, ние сакаме како организација да продолжиме оваа манифестација и да стане една традиција за Охрид и да се надоградуваме. Прво заборавив да кажам, сакам да се заблагодарам на сите екипи кои учествуваа на Next Level турнамент оваа година и се надевам дека све беше окей од наша страна, од коректноста на судиите и организацијскиот дел. Што е оно друго што може да очекуваме од Next Level и како школа, и како турнир? Можно ли да очекуваме некои други настани за оваа година, бидејќи знаеме следната година имаме уште точна година од овој момент? Моментално за оваа година целта ни беше да го оствариме ова што го остваривме и сум пресреќен и презадоволен. За оваа година сме завршени, здравие Боже, наредната година сакаме да направиме повеќе манифестации во повеќе генерации и со поголемите генерации каде што ќе играат 10+1, меѓутоа многу се битни термините, дали ќе го имаме на располагање главниот терен, вештачката и другите терени, за да можеме све тоа да го
организираме на едно високо ниво. Значи тоа е некој новитет во најава, да речеме, во однос на Па. постарите генерации кои што ете здраве Боже за една година од сега. Што нас со Next Level школата? Знаме дека уписите се во тек веќе, информиравме и во претходниот период. Ете, може ли војна да очекуваме дека Next Level ќе настапи на некој турнир? Има ли веќе пријавено учество, разгледувате ли опции? Во наредните 3 месеци веќе имаме пријавено 3 турнири. Еден е во Могила, на Young Team, и имаме летен камп кој што ќе се одвива во Црна Гора, така да тие во наредните 2 месеци ни се тие планови за турнири. Потоа здравје Боже за септември преговараме за Бугарија, за да одиме, па тоа ќе го објавиме официјално и на страната кога ќе ги завршиме со пријавувањето на дечиња, да видиме дали ќе ги оформиме генерациите и дали ќе можеме да патуваме за Бугарија. Супер, благодарам Марино за овој разговор. Почитувани гледачи, заврши второто меѓународно издание. Ете, ако сакаш слободно можеш да се надополниш. Може да упатиме благодарност за сите овие спонзори кои што имаме овде. Прво лично до тебе, Александар, кој неуморно 24 сати 3 дена работевме заедно, напорно за ова да изгледат вака како што изгледат, се надевам дека е прекрасно. Да се заблагодарам до општина Охрид, кој е покровител на овој настан и кој многу го поддржува спортот во Охрид. Да се заблагодарам на генералниот спонзор Хотел Тино и да се заблагодарам на сите други спонзори кои ни помогна за овој турнир да изгледа вака. За реклама, за сите спонзори ќе објавиме на Facebook и на Instagram. Ќе ги рекламираме сите спонзори и уште еднаш голема благодарност до сите за поддршката. Се надевам дека на правилно место вложуваат кај најбитните категории на деца, за социализација, за успех на децата, за правилен раст и развој. Супер, благодарам уште еднаш. Она што треба да го најавиме на спортска мрежа дека во следниот период ќе ги објавиме сите оние најави кои што ги најавувавме од аспект на емисија, од аспект на најдобри моменти, на погодоци, така да следниот период дефинитивно страната, официјалната страна Next Level турнирот ќе биде наполнета со сите овие моменти за да ја доловиме атмосферата од овие 3 дена на прворучки како изгледаше и она што може да го најавиме дека сигурно од следната сезона или ајде да речеме следната година дека ќе имаме онаа лайв стрим, бидејќи поборувачката и интересот кај сите оние кои што беа дома не беа во можност да дојдат овде, го направи тоа да од следната година даваме јавно ветување дека ете нели ќе има лайв стрим на Отмарари. Јас лично ево уште еднаш да земам збор, се извинувам до сите гледачи, најавивме ние дека ќе има лайв стрим. Меѓутоа се играше на 6 паралелни терени и немавме можност на 6 паралелни терени да имаме лайв стрим. До година се надевам дека тоа и да се игра така ќе го возможиме барем од четврт финале да се емитуваат сите надпревари во лайв. Супер, уште еднаш благодарам. Почитувани гледачи, ова беше Марино Марковски од Next Level школата од Охрид, еден од организаторите на Next Level турнирот. Како што кажавме, заврши второто меѓународно издание на Next Level турнирот овде во Охрид. Надпреварите се игра на спортскиот рекреативен центар Биленин извори, на главниот терен и на теренот со вештачка трева и она што го кажавме, останати понатаму со нас бидејќи во следниот момент ќе ги објавиме сите оние изјави од тренери, од играчи, најдобри моменти и прогласувањето овде на победници да доловиме таа атмосфера во следниот период.